Какви мерки ќе преземе Народната банка за стабилизација на инфлацијата? Ќе следува ли заострување на политиките за одобрување кредит? Разговараме со вице-гувернерите на Народна банка, Ана Митреска и Игор Величковски. Добро дојдовте во емисијата Финсайт. Добре најдовме, благодариме на поканата. Ви благодарам. Ана, ова е втор мандат за вас, а Величковски прв мандат. За почеток може ли да ми кажете кои ќе бидат ваши приоритети и како гледате Народната банка во следниве 7 години? Па еве, јас би зела прва збор. Прво би сакала малку погенерално да кажам дека Народната банка е институција која што веќе има дефинирана среднорочна стратегиска рамка. И тука сакам да нагласам дека нејзиното изготвување е еден инклузивен процес. Што значи тоа? Тоа значи дека во предвид при изготвувањето се земаат и насоките и визијата не само на управувачката структура на банката, туку и на сите вработени. Главните постулати на кои што почива оваа стратегија е да бидеме како Народна банка препознаени и да делуваме како независна, како професионална, транспарентна, иновативна институција и од тука нема дилема дека ќе продолжиме како и досега да работиме на база на овие принципи со цел да го одржиме интегритетот, кредибилитетот на Народната банка и довербата која што јавноста ја има во оваа институција. Од аспект на целите сме зборувале повеќе пати и овде нема дилема дека стабилноста на цените, стабилноста на девизниот курс, финансиската стабилност остануваат клучни приоритети. Секако тоа не е едноставно во вакви околности и констелации на голема променливост, на голема непредвидливост, меѓутоа и во изминатите 5 години во континуитет се соочуваме со различни кризи и мислам дека демонстриравме и капацитет и подготвеност соодветно да одговориме. Покрај нашата формална законска надлежност како вице-гувернери на Народната банка, заедно со гувернерот, всушност да ги носиме речиси сите и да учествуваме во речиси целокупниот процес на одлучување, се разбира дека ние имаме и свои дефинирани надлежности. Па во таа смисла можеби сосема накосно со неколку видувања за тоа каде јас ја гледам аналитичката и истражувачката работа во банката, но и статистичката функција, која што е клучна за да имаме објективни, за да имаме навремени, за да имаме квалитетни податоци без кои што не може да се носат квалитетни одлуки. Така да во следниот период, како и досега, фокусот во овој дел на аналитичката инфраструктура на Народната банка за одлучување, фокусот ќе биде ставен на воведување, на развој, на совладување на нови модерни аналитички техники, кои што ќе ни обезбедат подобра макроекономска дијагностика, подобро прогнозирање на трендовите, подобро согледување на трендовите во економијата, а особено прилагодени за вакви околности на постојана непредвидливост и постојана променливост на трендовите. Тоа ќе го улесни идентификувањето на ренливостите и на ризиците во економијата, но она што е најважно, тоа ќе значи и подобра поддршка на процесот на одлучување во банката. Во однос на статистиката, вие знаете дека ние како национален статистички систем, меѓутоа во тој систем и Народната банка, веќе имаме релативно високо ниво на усогласеност со највисоките меѓународни статистички стандарди. Всушност од 2019 година ние сме дел од највисокиот статистички стандард на Меѓународниот монетарен фонд SDDS+, па во следниот период ќе бидеме фокусирани на затворање на некои преостанати диспаритети, меѓутоа и на следење на новините кои што се многу во меѓународниот статистички систем и нивна имплементација. Оно што сакам да го нагласам дека и во двете области, меѓутоа и воопшто во целокупното работење на банката, фокусот ќе биде ставен на имплементација на нови технолошки решенија, испитување на можностите за примена на вештачката интелигенција, а сето тоа во функција на оптимизација на процесите и поголема продуктивност. На крајот, тоа што сакам да го нагласам дека за нас како институција и како управувачка структура, врвен приоритет останува градењето и задржувањето на таленти, на професионалци, на експерти кои што имаат и потенцијал и волја да го градат институционалниот капацитет на банката, како што тоа впрочем е пример и се случува во изминатите повеќе од 3 децении. И од тука и понатаму остануваме доследни на градењето, на одржувањето на една добра, позитивна, мотивирачка работна околина и корпоративна култура која што ќе ни обезбеди јакнење на клучниот ресурс на оваа институција, тоа се луѓето. Величковски, ваши приоритети?
Надврзувајќи се на изнесеното од вице-гувернерката Ана, во однос на клучните функции на Народната банка, би започнал со оперативната поставеност на монетарната политика. Наш фокус и понатаму ќе биде унапредување на оперативната рамка на монетарната политика, по согласно со најдобрите практики на развиените централни банки, а со цел поефикасен пренос на монетарните сигнали кон финансиските пазари и реалната економија. Паралелно, во однос на управувањето со девизните резерви, ќе останеме силно фокусирање на запазување на принципите на сигурност, ликвидност и соодветно диверзифицирање. Во актуелното глобално окружување, ова значи внимателно балансирање меѓу приносот и ризикот, но со јасен нагласок и приоритет на ликвидноста, со цел зачувување на стабилноста и довербата во домашната валута. Во платежната сфера, по успешната интеграција на банките во СЕПА, очекуваме натамошен значителен напреток и исчекор. Тековно работиме на воспоставување на нов платен систем за инстант плаќања, кој што ќе биде нов стандард на современите платежни услуги за граѓаните и компаниите во земјата. При тоа ќе продолжиме со натамошно усогласување на националното законодавство со европското, имајќи предвид дека се очекуваат нови директиви и регулативи во платежната сфера во Европската Унија, а кои е неопходно да ги пренесеме со цел да обезбедиме континуирана усогласеност со барањата и стандардите на СЕПА. Ќе зборуваме и за СЕПА и за новиот тип, меѓутоа она што сите не загрижува, тоа е војната на Блискиот Исток и порастот на цените пред цена енергенците, како тоа ќе се преле, дали ќе има зголемување на инфлацијата и што може Народната банка да преземе. Имате ли некакви сценарии? Сите релевантни финансиски институции прогнозираат помал економски раст, повисока стапка на инфлација. Па така е. Во однос на прашањето за проекциите, јас напоменам дека изготвувањето на нашите редовни пролетни проекции е во тек. И утаму јавната објава ќе следи согласно редовниот календар на објавување, некаде на крајот на првата седмица на мај. И за жал, како што напоминавте, и овој циклус на проекции поминува низ, односно е проследен со една исклучително голема променливост, па дури би рекла и на дневна основа, па затоа и исходот, трендовите, проекциите во голема мера ќе зависат од време траењето и силината на конфликтот. Само за контекст би сакала да кажам дека и ние, и глобалната економија изминативе 5 до 6 години се соочуваме со континуирани кризи од различен карактер, кој што го намалија и потенцијалот за раст, меѓутоа во одредена фаза ја разгореа инфлацијата. И токму во оној момент кога почна економијата и глобално и дома да покажува поголема отпорност, а инфлацијата да се стабилизира, избувна новиот конфликт на Блискиот Исток со директни реперкусии врз пазарот на нафта и на нафтени гасови и во однос на снабдувањето и во однос на цената на овие енергенси. Какви се реперкусиите врз глобалната економија, тоа за нас е важно, бидејќи сме мала и отворена економија, па утаму, во зависност од овие предпоставки, ќе зависи и исходот за во однос на нашите проекции. За сега тоа што го гледаме е дека прогнозите се релативно бенигни. Тие основни референтни сценарија во основа покажуваат дека и глобалниот и европскиот раст би бил некаде за 0,2-0,3% поени помал во однос на тоа што досега се очекувало. Значи промените се маргинални или ова со други зборови покажува дека основното очекување сценарио на меѓународните финансиски институции, на глобалните централни банки е дека ваквите турбуленции на Блискиот Исток ќе траат уште неколку недели, потоа ќе дојде до стабилизирање, ќе дојде до закрепнување на енергетските пазари, некаде во втората половина на годината и нормализирање на некој начин и на производството, и на извозот, и на стабилизирање на цените. Од друга страна, ова значи за нас влошено надворешно окружување, меѓутоа, како што споменав, влошено, но не драматично. Воедно би напоминала дека за нас, како економија, има и некои други специфични фактори кои што даваат позитивен импулс, имаат позитивни директни и индиректни ефекти врз растот и потенцијалот за раст на економијата, а тоа се големите јавни инфраструктурни проекти. Потоа кога ќе се искомбинираат овие две претпоставки,
нешто полошо, барем во основното сценарио, надворешно окружување, меѓутоа и домашни фактори кои што имаат потенцијал да дадат импулс врз растот, веројатно во проекциите не би видела забрзување на растот во однос на минатата година, како што проектиравме претходно, меѓутоа многу е веројатно дека би видела одредено стабилизирање на растот никаде на нивото од настапките кои што ги видовме минатата година. А во поглед на инфлацијата? Во однос на инфлацијата, тоа што за нас во моментот е битно да ги следиме пазарните очекувања, особено во однос на цените на енергенсите на светските пазари и светските цени на храната. Тоа што засега го гледаме како очекување на пазарите, повторно е релативно бенигно сценарио. Очекувањата се раст на овие цени во првата половина на годината и потоа нивно надолно прилагодување, намалување во втората половина од годината. Вие знаете дека ние се соочивме со енергетски шокови, многу добро знаеме кои се каналите на пренос и какви се ефектите, директните ефекти, веќе ги чувствуваме преку растот на домашните цени на енергенсите. Останува да се следи дали растот на овие цени ќе се прелее и врз останатите цени и ќе влие врз инфлацијските очекувања. Инфлацијата кај нас и досега имаше одредена тенденција на инерција и заради пазарни фрикции, заради домашната побарувачка, така да и покрај тоа што бележеше значително стабилизирање, така да оваа присутна инерција заедно со овие нови претпоставки кај надворешните цени ќе резултираат сигурно во повисока инфлација од она која што ја комунициравме, околу 2,5% во просек за оваа година, меѓутоа во однос на квантифицирањето на ефектот сепак би почекале до завршувањето на новиот циклус проекции. И сега какви мерки ќе преземе Народната банка за стабилизација на инфлацијата? Да, па овде прво морам да нагласам дека не смееме да заборавиме дека ние, како Централна банка и како економија, се уште се наоѓаме во зона на позатигнати политики. Што значи тоа? Тоа значи дека од минатата година во февруари ние не ја променивме ефективно каматната стапка, за разлика, например, од Европската Централна банка која што релаксираше. Истовремено ја затигнавме политиката и преку други инструменти, например заложителната резерва, преку која што повлековме ликвидност. Наметнавме поголеми капитални барања за банките и заради превенирање на системски ризици, меѓутоа и како поддршка на овој порестриктивен или повнимателен пристап на монетарната политика и се сеќавате, воведовме и позатигнати критериуми за квалитетот на побарувачката на кредитокорисниците. Значи, презимавме и се уште сме во една таква фаза на сеопфатен и комплементарен сет на мерки, чии што ефекти си треба да се видат, се гледаат, меѓутоа треба да се видливи во следниот период и за стабилизација на инфлацијата и за облажување на кредитниот циклус. И сега да одговорам на вашето прашање, во однос на инфлацијата, тоа што ќе биде клучно е ние да направиме добра диагностика на тоа колкав дел од инфлацијата е последица на надворешните движења, колкав дел е последица на домашните фактори и дали има закана од брзи и силни преносни ефекти од цените на надворешните пазари врз домашните цени. Доколку оцениме дека има ризици од продолжена и растечка инфлација, се разбира нема дилема дека алтернативата е понатамошно затегнување на монетарната политика преку овие инструменти кои што веќе ги споменав. Величковски, вие сте експерт за платни системи и платежни услуги. Имате голем придонес во пристапување кон СЕПА. Сега може ли да ни кажете каков е интересот за користење од компаниите за користење на платните системи преку СЕПА? Така, плаќањата во евра преку СЕПА од страна на компаниите како и од страна на граѓаните забележува континуиран раст во изминатиот период од нивното возможување во октомври минатата година. Согласно последно расположливите податоци од март оваа година, 55% од вкупниот број на одливни платежни трансакции во евра кон странство, како и 66% од бројот на приливни прекогранични плаќања во евра, веќе се извршуваат преку СЕПА. Значи, секоја втора трансакција се извршува преку СЕПА? Во однос на приливите, веќе 2 од 3 трансакции во евра пристигнуваат преку СЕПА. Во однос на одливите, малку повеќе од 1/2 веќе се извршуваат преку СЕПА, при што од секторски аспект граѓаните малку предничат пред компаниите, имајќи предвид дека тие веќе околу 70% од своите плаќања во евра, во двете насоки приливи и одливи,
ги извршуваат преку СЕПА. За колку им се намалени трошоците во однос на традиционалниот начин на плаќање? Така, регистрираме значително намалување на надоместоците преку СЕПА во однос на традиционалните банкарски канали. Кај граѓаните, например, за плаќање на износ од 500 евра, просечниот банкарски надоместок е намален 6кратно од 26 евра на околу 4 евра. При тоа, во зависност од изборот на банката, како и на каналот на иницирање, дали е електронски или на шалтер, плаќањата може да бидат со уште понамалени надоместоци. Има банки кои овозможуваат извршување на одливни плаќања за само 1 евро, доколку за граѓаните, доколку истото е иницирано електронски преку електронското банкарство или мобилното. Кај компаниите заштетите се уште позначителни. За плаќање, например, на износ од 20.000 евра, просечниот банкарски трошок е намален за повеќе од 8 пати, односно од 77 евра на околу 9 евра. Ова возможува значителна заштета за нив, ја подобрува конкуренцијата и секако управувањето со ликвидност. А информирани ли се граѓаните и компаниите, ги знаат ли предностите или се уште треба некоја едукација да им се направи, да им се каже што ќе добијат доколку се приклучат, односно сите плаќања трансакции ги извршуваат преку СЕПА системот? Така, Народната банка активно работи од самиот почеток на возможувањето на СЕПА плаќањата, на поголема запознаеност на компаниите и едукација на граѓаните. Имаме континуирани објави на нови информации за извршување, за начините на извршување на СЕПА плаќањата, при што во изминатиот период оддржавме повеќе настани, обуки за компаниите, особено фокусирајќи се на нив, со цел да возможиме подобро разбирање на каналот на извршување на плаќањата, самата брзина на извршување трошоците, но и едноставноста на плаќањата. Во однос на граѓаните, Народната банка веќе има изработено алатка за споредба на надоместоците за најчесто користените платежни услуги, кои што ги опфаќаат и плаќањата преку СЕПА. Таа е достапна на нашата веб страна и преку нејзе може да ги споредат надоместоците на поединечните банки за сите, речиси сите платежни услуги и од каде може да се огледаат, да се информираат која банка нуди најповолни платежни услуги за нив. Митреска, банкарскиот сектор е стабилен и ликвиден, меѓутоа, доколку војната потрае, еве сами споменавте дека можни непосакувани сценарија се заострување на критериумите за одобрување кредит. Тоа номиновно ќе дојде да поскапување на кредитите. Кога може да се очекува ова? И следите сигналите на ФЕД, на Европската централна банка, потоа носите одлука да се менува да остане иста основната, односно референтната камата стапка. Само кратко да дадам еден контекст во однос на глобално значајните централни банки. Ако ги следите, ќе забележите дека риториката кај голем дел од нив е дека внимателно ги следат сите најнови податоци, ги следат ризиците и одлуката дали и кога ќе започнат со зголемување на каматните стапки ќе зависи од тоа дали овие нови информации значат ризик за подолготрајна инфлација и за дестабилизација на инфлацијските очекувања. Или со други зборови, ова глобално што значи дека најголемите централни банки се наоѓаат во тој модус така наречен wait and see, или што значи тоа? Има конфликт, има шокови, има сериозни ризици, меѓутоа се уште ни треба време и дополнителни информации да видиме дали ова ќе се прелее во подолгорочна и поперзистентна инфлација, за да не носиме мерки кои што ќе значат преуранета и преостра реакција на монетарната политика на овој шок на страната на понудата. Од аспект пак на нашата централна банка, ситуацијата е уште поспецифична, бидејќи ние сме фокусирани на два фронта. Прво е девизниот пазар и стабилноста на девизниот курс, а второ, како што веќе зборувавме, во тој контекст и инфлацијата. Во однос на девизниот пазар, тоа што во моментот го следиме и за нас многу важно е да се огледаме дали помеѓу економските субјекти има влошување во очекувањата и довербата во домашната валута. Треба да кажеме дека на почетокот на избувнувањето на конфликтот, што е природно, кога имате ваков сериозен шок, видливи беа конверзии од домашна во странска валута, но спорадични и многу слаби. Така да на девизниот пазар сериозни притисоци во однос на
побарувачка на девизи заради нарушена доверба во домашната извината валута нема. Дополнително да нагласам дека и девизните резерви, како што и нагласуваме, се на високо ниво и од аспект на сите показатели за адекватност прифатени меѓународно, тие се доволни и комфортни за да одржуваме стабилноста на курсот. Вториот аспект, реков, инфлацијата, ќе мора да следиме, да видиме како сите овие неповолни движења се рефлектираат врз домашните цени и очекувањата. Наредниот состанок на извршниот одбор, кој што ја носи одлуката за каматната стапка, е некаде на почетокот на мај. И во тој контекст ќе имаме и попрецизна слика и во тој период и за целокупното макроекономско сценарио, малку и повеќе време во однос на тенденцијата на глобалните пазари и нарушувања, и тогаш ќе одлучиме дали ќе има или нема да има промена во каматната стапка, особено имајќи го предвид нашиот специфичен контекст кој што го споменав на веќе релативно затегнат циклус гледано низ перспектива на сите инструменти. Така, тоа е следната недела. Мора да имате некакви сценарија. Треба ли кај најпесимистичкото сценарио да стравуваме од некоја двоцифрена инфлација или нема да дозволите да се преслика она инфлација од изминатата енергетска криза? Јас веднаш директно ќе ви одговорам дека не треба да има стравувања за двоцифрена инфлација со какво што се соочивме во 2022 година, меѓутоа во однос на сценаријата ќе ми дозволите сепак да кажам неколку зборови. Кога има ваква висока променливост и неизвестност, главната порака до централните банки е да комуницираат со јавноста навремено, конзистентно и транспарентно. А тоа подразбира да развиваат различни алтернативни сценарија кои што базираат на различни претпоставки. Ние тоа и го правиме и всушност редовно објавуваме и исклучок нема да биде ни овој циклус на проекции. Претпоставките на кои што ќе базираат нашите сценарија во основа ќе бидат базирани на претпоставките на сценаријата на Меѓународниот монетарен фонд за глобалната економија и таму има две сценарија. Едното кое што е понеповолно, едното кое што е исклучително остро сценарио. И едното и другото меѓу себе се разликуваат во однос на должината на трајање на конфликтот, висината на цената на нафтата и нафтините гасови, колку ќе има и дали ќе има затегнување на финансиските услови и дали ќе има дестабилизација на инфлацијските очекувања. Ние сите овие претпоставки ќе ги вградиме во нашите модели за да ги оцениме последиците врз домашната економија, но што еднаш да нагласам, во ниедно од овие сценарија нема исход во цифрена стапка на инфлација. И би кажала само уште многу кусо, зошто е тоа така? Прво затоа што иако ова е сериозен енергетски шок, сепак ниту интензитетот, ниту распространетоста во однос на различни цени на енергенси не е унаква каква во 2022 година. Второ, шокот го дочекуваме со многу пониска стапка на инфлација во однос на периодот во 2022 кога избувна руско-украинскиот конфликт и на крајот и монетарната политика е позатегната, односно поустри се финансиските услови, па се тоа оди во прилог на послаби притисоци врз инфлацијата од таа епизода. Величковски, се воспоставува нов систем за плаќање, ТИПС. Кога може да се очекува да профункционира и кои ќе бидат предностите и разликите помеѓу сегашниот ТИПС? Народната банка тековно е фокусирана и посветена на воспоставување на нов платен систем за инстант плаќање, кој што го развива Банката на Италија во регионален контекст за 5 земји од Западен Балкан, а во согласност со одлука на управниот одбор на Европската централна банка. Овој платен систем ќе овозможи извршување на плаќања во денари во реално време, 24 часа во текот на денот, 7 дена во неделата и ќе биде нов или примена на нов стандард на современите платежни услуги, како за граѓаните, така и за компаниите. Нашата цел не е да обезбедиме само национална платежна инфраструктура за плаќање во денари во земјата, туку да создадеме услови за регионално поврзување со платните системи на земјите од регионот, пред се Западен Балкан, како и во следна фаза интегрирање со европските платни системи за инстант плаќања. Имајќи ги предвид тесните трговски врски, како и значајното присуство на нашата диаспора во Европската Унија, оваа инфраструктура ќе биде клучна за натамошно унапредување и забрзување на
прекограничните плаќања во евра, а особено од аспект на нивно поевтинување. Од временски аспект очекуваме дека инстант плаќањата ќе бидат достапни за граѓаните и компаниите до крајот на оваа година преку традиционалните банкарски канали кои што подразбираат електронско и мобилно банкарство, банкомат или евентуално шалтер, а новите функционалности кои што ќе овозможат иницирање на плаќања на продажни места со мобилни уреди, физички продавници или во електронската трговија, како и пренесување на парични средства помеѓу граѓаните од едно лице на друго на полесен начин без користење на платежна сметка при иницирање на плаќањето, например само препознавање по име и презиме или имејл адреса. Овие функционалности ќе бидат развиени и се очекува да бидат ставени на располагање во текот на 2027. Дигитализацијата е неминовна и тоа не очекува сите. Колку новата монетарна рамка може да одговори на новите предизвици? Новата оперативна монетарна рамка е фокусирана да одговори на шокови од различна природа, вклучувајќи изголемена неизвестност, како што и тековно се соочуваме во глобалното геополитичко окружување. Со измените кои што ги направивме во декември минатата година, клучно е што преку скратување на рочноста на благајничките записи и формирањето на симетричен коридор на каматни стапки околу основната каматна стапка на Централната банка, создадовме услови за побрз и поцелосен пренос на монетарните сигнали во економијата. Првичните согледувања од примената на новата оперативна монетарна рамка во изминатите неколку месеци упатуваат на зголемена ефикасност на меѓубанкарскиот пазар на пари, каде што скратената рочност на основниот инструмент овозможува подинамично управување со ликвидноста, а каматните стапки на пазарите на пари се формираат многу блиску до основната каматна стапка на Централната банка. Ова не уверува и дава одредена сигурност дека новата оперативна монетарна рамка или монетарната политика во целина може да се потпира на поефикасен механизам за делување врз условите на пазарот, вклучувајќи ликвидноста на банкарскиот систем, дури во услови на глобална неизвестност. Така. Ви благодарам многу, да се надеваме што поскоро да ги чувствуваме ние граѓаните сите придобивки и бенефити кои што следат и дека инфлацијата ќе се задржи на ниско ниво, војната на Блискиот Исток ќе заврши за скоро. Ви благодарам на интервјуто. Благодарам на поканата.